Што се однесува до наставата во нашата општина, спремни се и основните и средните училишта за почеток со физичко присуство од 1 септември. Реконструкција скоро во сите основни и средни училишта направени се во најголем дел. Набавивме за оваа година IT опрема и дидактички средства за сите основни училишта, од кои што за IT опрема потрошивме 25 милиони денари, заедно со средните и основните училишта, и 11 милиони денари за нагледни средства во основните училишта за учениците од прво и четврто одделение. И мислам дека на задоволство на сите, пред се на учениците, на наставниот кадар, на родителите и на сите нас, на задоволство на сите, ќе биде успешна оваа почеток на школската нова година, која што треба да почне на 1 септември. Како што кажав, ние сме спремни за физичко присуство за сите ученици во сите основни и средни училишта. Сите оние кои што беа скептици дека новата програма ќе може да се имплементира, дека ќе се подготви, дека училиштата ќе се подготват со целата техника која што ми е потребна, со сите надгледни средства, денеска сме сите заедно сведоци дека тоа ни се случува, а на тој начин директно инвестираме во подобра иднина на нашата држава. Ако нашите ученици по новата концепција, со новите програми, ги научиме да истражуваат, ги научиме да учат, ги научиме да размислуваат и донесуваат одлуки, тогаш ние веќе сме направиле многу подобри идни генерации кои што ќе може да ја поведе државата и да може да очекуваме позабрзан економски раст и развој дома. Убаво е кога се гради нешто ново, а посебно кога се гради за нашите деца, за нашите ученици, и на големо задоволство на сите вработени, а посебно на нашите ученици, конечно ќе можат да ги реализираат своите часови по физичко и здравствено образование во една нова сала со голем број на спортски нагледни средства, реквизити, се со една цел правилен раст и развој на нашите деца. Можам да истакнам дека изминатиот период целосно е реконструирана училишната зграда, иако е далечната 1960 година, така да се трудиме сите вработени, заедно со локалната самоуправа, ова училиште да го направиме подобро место за работа на нашите вработени и на нашите ученици. Она што исто така сакам да истакнам е тоа дека сите основни училишта од оваа година отпочнуваат со нови програми во прво и четврто одделение, така и нашето училиште обезбеди голем број на нагледни средства, дидактички училишни материјали, така да сите 6 училници за прво и четврто одделенците се обезбедени интерактивни табли со LCD проектори, како и голем број на нагледни помагала. Така да нашите наставници со нивните ученици ќе ги реализираат своите активности на часот и ќе учат по пат на експерименти, истражувања, решавање на проблеми, дискусија, односно ќе развиваат креативноста кај учениците и критичкото размислување. За овие 2 години во гимназијата се вложени 800.000 евра. Дел се реализирани, дел се во тек на реализација. Ланската година беше целосно реконструиран покривот со средства од Министерството за образование. Оваа година се врши целосна реконструкција на фасадата, на дограмата и создавање на подобри услови во внатрешниот дел, посебно во подрумскиот дел, каде што ќе се добијат нови 4 простори и со тоа ќе се создадат услови за започнување на кабинетска настава во гимназијата. Исто така, со овие средства во висина од 400.000 евра се од Министерството за образование, а со средства од локалната самоуправа ќе се гради и дел средства од Министерството за животна средина, ќе се гради нова котлара, која што ќе биде прва во прилеп на газ и на нафта.